Здраво, другари! Јас сум Нина, а вие гледате новата епизода на Децата зборуваат заедно со Тимота и Соко Горица. Сите знаеме дека другарството е една од најважните работи на светот, а денеска имаме две прекрасни другарки. Кои се, што имаат да ни кажат, гледаме во продолжение. Во нашата денешна емисија имаме една прекрасна другарка која ќе ни го каже веднаш нејзиното име, а се вика Александра. Александра, кажи ми колку годинки имаш? 4. И каква чувството да имаш 4 години? Вака големо или така како малечка се чувствуваш? Големо. Како големо? Од колку години почна да се чувствуваш како големо? Кога бев мала, мислев дека ќе пораснав поголема. Кога беше мала, мислеше дека ќе пораснеш поголема. И кога порасна поголема срце? Кога бев мала, бев кај мама во дома, па после се спиев, јадев, пораснав во поголема. Одлично. А што пиеше, што јадеше за да пораснеш толку големо? Не знам одамна беше. Еве, јас ако сакам да пораснам уште малце голема, што треба да јадам за да пораснам уште малце голема? Месо. Кој ти е најомилен доручек? Јајца од кокошки. Јајца од кокошки. А кој ти е најомилен ручек? Не знам. А која ти е најубава вечера? За пред спиење, што најмногу сакаш да јадеш? Бисквити млеко. Оф, колку убаво. А нешто благо? А за пиење нешто? Немаш милено нешто за пиење? Има само водица. Водичка и сокче. Александра, мене ми каже дека ти имаш братче помало. Дали е тоа вистина? Да. И како се вика твојот брат? Дамјан. Дамјан спаѓа во групата на мали дечиња или на големи дечиња како тебе? На мали. Како оценуваш дали брат ти ќе биде во групата на мали или на големи дечиња? Во мали. Што прави за да биде во малите? Треба да научи, па после да научи во друга група. Аха, во градинка одредуваат во која група ќе бидеш, значи така одредуваат мали и големи. Брат ти е сега во малата група. И Кај Маја. Кај Маја, ќе поздравиме наставничката Маја. Да. А твојата наставничка како се вика? Валикат. Дали е умен брат ти многу? Не. Не, што прави умно брат ти, а што прави неумно? Брат ми спие, тој е умен, а не е умен за тепање. Брат ти е тепач. Како може брат ти толку мал да тепа? Не утри волку, за тоа такво мелкото. Ама добро, може било тоа несекајки. Не било. Па од кај знаеш кој е удирање за несекајки, а кој е удирање не несекајки? Така. Како одредуваш? Од никаде знам. Си знаеш? А кажи ми што правите најчесто со бата? Бевме се бркавме со тие, имаше многу ковлека, му дадовме овата играчка и се бркавме, кога го видел кото само трчаше. Само трчеше. Кога мама е во кујна и прави преубави јадења, а кога тато работи нешто, кој ве чува вас двајца? Јас сум поголемо. Значи ти го чуваш бата. И што прават тогаш децата кога мајките и татковците им се зафатени со нешто? Мама кога прави ручек и тато кога отиде да работи на работа, тогаш ние со бато гледаме цртани. Имаш некој омилен цртан? Да. Кој ти е омилен цртан? Папа Папа Трол, значи да погодам скаја сакаш многу. Каже како погоди, за ова ќе ми дадеш една гушка после, може? Ајде вака сега нешто. Уште одма. Одлично, опа, да не се чукна. Одлично, седни си убаво. Ајде вака сега ќе те прашам. Ќе заспиеш, тебе да ти се спие. Се наспа убаво? Не. Да не беше многу возбудена дека тука ќе доаѓа заради тоа не си се наспал убаво? Да не сонуваше нешто? Да. Што сонуваше? Нина. Мене ме сонуваше. Што правевме во твојот сон да ми кажеш? Чекај кога тргне. Да зборувавме дека. Јас те прашував нешто или ти мене ме прашуваш? Ти нешто мене ме прашуваш. Ајде се смениме за ти нешто мене да ме прашаш, сакаш? Не. Мене ми кажете дека ти многу убаво си танцувала. Дали е тоа Играм. вистина? Играш? Што играш, срце?
Црногорка мала. Каква е таа Црногорка мала? Кај се игра Црногорка мала? Во таму ходникот. Во ходникот, значи идеш ти на игрорна? Да. И дали ти е многу интересно? Да. И како ти текна да почнеш да одиш на игрорна? Од кај ти се роди идејата за да почнеш да идеш на игрорна? Мајка ми запиша. И прв пат кога ти идеш, што си рече, вау, ова е прекрасно. Нешто си рече? Реков на мама дека многу ми беше убава. Но и сега колку време одиш на игрорна? Многу. Многу време? 1 година, 2, 3, 4, колку години идеш? 100 години имаш, ти имаш 4 години, има 100 години идеш на игрорна. Најголема си или најмала си во групата? Или не си? Најмала си во групата, ама најубаво играш. Малци сум голема, а некој поголем од мене. Има малци поголеми од тебе, ама и ти ќе пораснеш колку нив. Како беше? Јадење, спиење, ти ќе пораснеш колку нив. Така? И кој ти е најубавиот танц на игрорна? Црногорка. Црногорка. И како вие така учите да играте, а сите да сте исти? Дали тешко се учи да играш на игрорна? Не, лесно е многу. Дали ќе ме примат и мене да дојдам? И јас малце да поучам да играм. Па таму не примаат вако. Какво не примаат? Многу големи. Јас сум многу голема. Само деца примаат. Јас сум многу голема? Многу. Колку сум голема, сега кажи ми колку години мислиш дека имам? Колку дека сум голема? Дека од мама сум поголема? А од Младен? Не, да, помало сум од Младен, и јас така мислам. Не примаат многу големи тетки. Многу големи тетки не, и како ве мерат на врата? Кој колку е висок, колку е голем, така ве примаат или како ве мерат на врата? Само не примаат да се облечеме и да ми кажат учителките каде да се фатиме и играме. Ти до кој највеќе сакаш да играш или до сите? Каде ме става? Каде што ќе те става, значи ти си со сите другарка. Која ти е најдобра другарка? Мила Петков. Мила Петков. Ја знаеме ние Мила, да не е Мила тука. Да, и Мила тука. Значи ти дојде со твојата најдобра другарка. Зошто од сите другарки на светот Мила ти е најдобра другарка? Зашо не кажи, зашто многу ја сакам ја. Како знаеш дека некој многу те сака? Така. Од каде знаеш дека некој многу те сака? Така. Како мама и тато ти покажуваат дека многу те сакаат? Така. Со гушкање, те бацуваат, ти купуваат нешто, ти даваат, се грижат за тебе. Како знаеш дека некој многу те сака? Така. А како ти им покажуваш на другите дека многу ги сакаш? Ги бацувам, рекувам благодарам ако ми дадат нешто. Ги бацуваш, им кажуваш благодарам ако ти дадат нешто. Ама на Милани заборев да ја речем благодарам. Зашто ти направи Мелани тебе за да ти заборавиш да ја речеш? Ти направи нешто, те гушна, ти подари нешто? Пенкалото сакам да го продавим и падне Милани го земе и го донесе. И ти заборави да ја речеш благодарам? Па ништо страшно, ќе речеш во понеделник кога ќе се видите во градинка. Договорено? Ај нема врска. Не ќем да ја кажам. Зошто не ќеш да ја кажеш? Сакам да научам како треба во градинка да се однесувам. А како треба во градинка да се однесувам? Убаво. Што е тоа убаво однесување во градинка? А книгата за дечиња која ќе работиме? Ќе работиме. Кажи ми, какво е убаво однесување во градинка? Ако се гушкаме и ако се бацуваме и го речеме благодарам. Тоа е убаво однесување во градинка. А како е убаво однесување дома? Да не се тепаме и да ги слушаме мама и тата. Ти ги слушаш мама и тата? Многу? Да. Да. Кажи ми, кој е кај тебе најгласен дома? Кој најгласно збори? Мама. Мама. А кој најгласно се смее? Мама. А кој најмногу прави најубави јадења? Мама. А кој прави најмногу смешки? Мама. Значи ти имаш супер мајка. Навистина? Твојата мајка е некој супер херој. Кажи ми нешто за твојата мајка тогаш. Како се вика мама?
Мама Боја. Мама многу убаво име има. И што најмногу сакаш да правиш со мама? Мама ми дава скаличките. Јас си ги взимам скаличките и правиме јадење. И правите кое јадење најмногу сакате да го правите со мама? Јаде од прапелите. Мама многу ми купува синулички и стекачи. Значи прекрасна мајка имаш. А на бато што му купува мама? Книги за да работа, ама шкрта. Шкрта, па ќе го научите вие да работи како што треба. Ти црткаш во книгите кои ќе ти ги купи мама или ти шкрташ? Да, ми шкрта ја цртка. Мама ми каже, ја дава книгата и гледам таму и ги пишувам буквите. Браво, срце. Значи ти на 4 години знаеш името да си го напишеш и буквите ги знаеш. Да. Секоја чест, Александра. Браво. А да ми кажеш како ти на мами покажуваш дека сакаш многу. Ама тука со зборови треба ми кажеш. Како ти на мами покажуваш дека многу ја сакаш? На гушка ми ја бацувам. Браво, маче. Значи сите деца така треба да им покажуваат на мами и на тато дека ги гушкаат и дека ги бацуваат. Да. А кажи ми, кој е кај тебе главен дома? Мама, тато, ти, бата? Татко ми. Татко ти? Како сте одлучиле вие с татко ти да биде најглавен кај тебе дома? Мајка ми гласаше. Мајка ти гласаше? И што рече мама кога гласаше? Одлучивме тато да биде главен дома. А кај тебе главниот дома што прави? Јаде. Како? Јаде. Значи главниот кај вас дома јаде? Да. Да, добро, ќе знаеме така, значи мама одлучила тато да биде главен и тато јаде. Така? Друго што правиш ти со тато интересно? Татко ми работи. Тато работи. Тато работи, ама кога ќе дојде дома, затоа вие мора да му направите убаво јадење, така? И ти и мама заедно со заеднички сили му правите убаво јадење? Не само мама. Само мама му прави убаво јадење, а ти кога му и помагаш на мама за тебе или за да ме правите? За сите. Како одмараат мајките, а како одмараат татковците? Мајка ми лежи. Аха, а татковците како одмараат? Спие. Мајките лежат, татковците спијат. Што е тоа, среќа? Дека многу се сакаме. Аха, а што е тоа другарство? Дека многу си играме. Што е тоа љубов? Дека многу се сакаме. Кој ти најмногу го сакаш? Мила Петков. Мила Петков. А дали имаш симпатија ти? Да. Што е тоа симпатија, прво кажи ми? Некој другарче да ми биде симпатија. Некој тебе, кој другарче ти е симпатија? Ноле. Зошто од сите симпатии баш Ноле го избра за симпатија? Така. И му кажа ли дека ти е симпатија? Не. Не, на симпатиите се кажува или не се кажува дека ти си симпатија? Не икам да кажам. Како ќе ја продолжиш оваа реченица? Капка по капка, Се прави поплава. тивка вода, Ако тивко само ќе прави кап и тивко. значи тивка вода, кап, кап. Одлично, можеш една реченица? Кажи ми дали ти беше многу убаво? Дали повторно ќе дојдеш? Не знам. Зошто не знаеш? Па не знам, мајка ми дали ќе ме донесе. Ако и речеме ние да те донесе, ќе дојдеш? Па не знам. А кого ќе дојдеш, кого ќе донесе со тебе следен пат, кога ќе те викнеме пак да дојдеш? Затоа што нас не беше презабавно со тебе. Кого ќе донесеш? Мила знам дека ќе ја донесеш. Бато ќе го донесеш? Да. И Бато и Мила. Значи со Бато и Мила ти се екипата која што секој идеш со нејс. Мама ќе ја донесе. И мама ќе ја донесеш. А тогаш дали ќе сакаш да се гушнеме еднаш затоа што ми доучиш една гушка од преска? Може? Ајде да те се гушнеме еднашка и да си кажеме чао. Душа. Чао. Ќе си кажеме, ама на другарчињата чао треба да им кажеш. Натаму треба да махнеш чао да им кажеш. Натаму на кај камерата. И еден бакнеш да им пратиш. Нашата втора другарка веќе ја знаете, затоа што ја зборавме со Александра, незината најдобра другарка, се вика Мила. Мила. Мила, колку годинки имаш? 4.
И ти имаш 4 години. Како вие на 4 години толку сте умни и паметни? Како со 4 години така умен се станува како вас? Од некое јадење, до шетање, до слушање на мама и на тато, до што се станува толку умен? До слушање. До слушање? Кого најмногу го слушаш? Мама Мама, а тато? и тато. А сестричките? Не. Ајде да ми кажеш за тоа. Чекай, ти ми кажа преска дека имаш сестрички, нашите другарчиња не знаат, кажи ми колку сестрички имаш. 2. 2. Како се викаат? Ева и Неда. Ева и Неда. Ева, Неда и Мила. Колку убаво. И сега, која е најголема? Ева. Колку години има? 7. Значи, Ева е многу голема. Следна? Неда. Ти. Ама следна си ти. Ти колку години имаш? 4. И следна? Неда. И која е најман од вас 4? Од вас 3, извини. Неда. Неда е најумна. Што прави Неда за да е толку многу умна? Што прави Неда да е толку многу умна? Си игра и јас сум умна. И ти си умна, а најголемата сестричка? Не вика за бојање. Ве вика за бојање? Па тоа е одлично и помагате вие? Излагате од линиите или не излагате? Ја излагам Неда шкрта. Не, па добро дека е помала, не ќе ја научите да. А Ева не излага од лина и не шкрта. Ева многу се научила. Од кај се научила толку да не излага од линии да не шкрта? Мама ја научи. Значи ти имаш супер мама исто како Александра. Не кажеш што е твојата мајка толку супер мајка. Што прави мама за да биде толку супер мајка? Прави манџа. Манџа? Која манџа е најубава на мама? Што ја прави? Која ти е најубава мама? Тебе која најмногу ти се свиѓа? Компир манџа. Знаеш дека ја многу сакам компир манџа? И ја. О, следен пат кога ќе правите дома компир манџа да ме викнете, ќе ви дојам на гости, обавезно да јадеме. Да нема за мене или кима ќе направите тањирче повеќе. Ке има. А ти помагаш ли нешто на мама во правење на некој ручек, на нешто? Не. Зошто? Мама не ме вика. Заборава да те викне. Сигурно заборава. Следен пат ќе речеме да те викне. И сега кажи ми, од вас 3 која е најглавна? Неда. Како Неда да е најглавна? Како одлучивте Неда да е најглавна? Само така рече. Сама така се одлучи. А ако ги ставиме твоите сестрички, мама и тато, кој ќе биде најглавен тука? Ева. Ева, и што прави тој што е најглавен дома? Бој. Бој, значи најглавниот бој. Значи јас дома кога ќе земам да бојам сега, кога ќе дојдам и ќе им речам јас сум главна затоа што бојам, така? Ајде сега тоаш нешто друго, те прашам за другарството. Дали имаш нека најдобра другарка? Александра. Александра што беше кај нас? И како одлучивте со Александра да бидете најдобри другарки? Пошто многу е умна. Многу е умна. Што прави умна Александра? И не ги закача дечата. Навистина, а што прави? Бој. Бој, ама мене ми кажи ти дека си била многу умна. Навистина? И како се станува со некој најдобар другар? Вака се подаваш рака и викаш здраво, ние сме најдобри другарки, или како се станува со некој најдобар другар? Најдобри другарки сме. Како еве јас да видам некоја другарка која што е многу умна, многу убаво бој, како да ми стане мене најдобра другарка? Не знам. Не знаеш, ама така само ти доаѓа, најверојатно, така? Ако би имала супер моќ, која супер моќ би сакала да имаш? Играчки. Да имаш многу играчки. Мене ми кажа дека ти имаш премногу играчки дома. Дали е тоа вистина? Да, уште кочки сакам. Кои ти се најомилени играчки? Сакаш кукли, барбики, коцки? Кои ти се најомилени играчки? Кочки. Коцки, што правиш со тие коцки? Градам куќа. Градиш куќа? А што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Учителка. Учителка, дека со градење куќи викам да не сакаш нешто со градење да бидеш. Какви куќи градиш со коцките? Големи. И кај ги чуваш ти толку многу играчки? Дома. Имате, значи, една соба специјална за играчки. Навистина една соба специјална за играчки имате? Немаме. Па кај ги чувате толку многу? Во дневна. Значи дневната вие како нека И кујна има таму. За детска кујна или вистинска кујна? Вистинска. Значи имате како во Дизниленд вие на вас во дневна со многу играчки, со така, си ги делите ли играчките со сестрите или секоја си има своји играчки? Секоја си има своји играчки. А ако сакаш еве ти на пример да си играш со играчките на Неда, си ги делите, си ги давате или Да. со твоите? Браво. Тоа се на чие пен вистински сестрички сте вие, чим така се правите, чекава да не ти се спушта. Така. Ми кажеш кога последен пат си помогнала на некој?
некоја помош да направиш, да му помогнеш, дали во на И други. помогнав на мама. Што и помогна на мама? За кеси ако и се многу тешки. Ти сакаш да кажеш дека многу си силна? Со што се станува така силен? Пошто имаме тука мускули. Дај да ги видам колкави мускули имаш. Леле, колкави, од кај толкави мускули? Од некој јадење, од вежбање, да не Од веж... јадење. Од кој јадење се прават толкави мускули? Од компир манџа или од друго? Од компир манџа. Ти секој ден да најадеш компир манџа? Не. Колку пати неделно? Во градинка јадам. Кој ти најомилено јадење во градинка освен компир манџа? Грашок. Тоа е прекрасно. Друго нешто? Супа. Пребаво. Значи ти само здрава храна сакаш да јадеш. Како знаеш дека некој те сака? Александра ме сака. Како знаеш дека Александра те сака? Пошто ми е другарка. Пошто ти е другарка и како ти покажува дека те сака? Ме гушка. Што сакаш да работиш кога ќе бидеш голема? Во кујна да работам. Во кујна? Што ќе работиш во кујна? Ќе мијам садови како мама. Ќе миеш садови. Одлично. И како се одлучуваш, како одлучи баш тоа да го работиш кога ќе пораснеш? И со Александра. И со Александра заедно ќе миете садови, ќе работите? Кажи ми, дали возрастните може да работат само една работа или може да работат две работи? Две работи. Кои работи, на пример, може да ги работат возрастните? Тато, таму мешаш со дедо Јупчо. Тоа е едната работа. А другата работа? Другата пијат кафе. И тоа е работа. Друго да речеме, ти што две работи би работела? Би работела во кујна и уште едната работа, која би ти била? Возам тротинет. И да возиш тротинет, одлично. Јас себе вака како ти изгледам, кои две работи би ги работела? Тротинет. И тротинета, другата? Лорарки. И леле, значи јас ти изгледам. Ева, вози лорарки. Како се научила? Јас никогаш не научив, многу ми беа тешки. Како се научи сестра ти да вози? Ева не се научи по удолница. Само поправа иде. А по удолница ако се пушти? Само оди странично. Како е тоа странично дење? Вака оди странично. Само за да не падне. Вас се научи да возите? Не. А сакаш, има желба? Не. Што најмногу сакаш да возиш? Точак. Точак најмногу, со помошни или без помошни? Со помошни. Кога сакаш да ги изведеш помошните или уште малце време вака да се научиш? Уште малце време. Уште малце време? А не да што најмногу сака да вози? Не да, по удолница не се научи точак да вози, јас се научи по удолница. Секоја чест. Значи, одма се гледа дека си голема и дека од работата заради тоа. Што мислиш, како се забавуваат мајките татковците? Се гушкаат. Се гушкаат, така се забавуваат. Капка по капка врне дошт. Врне дошт. Секое лошо одат под казна, тие што се лоши. Браво, браво. Тивка вода пареа. Браво. Идеме уште една. Поубаво врапчена рака. Многу е убаво. Многу е убаво. Ти да немаш некој домашно милениче? Не. А сакаш да чуваш нешто? Да. Што би сакал? Пиленце. Пиленце. Значи ти малечко жолто. Ај за следна. Со кафени очи и со ноџиња сиви. Па ти знаеш ептен какво пиленце сакаш. Чим толку ептен знаеш, ај се оваа година више си му пуштила нарачка на Дедо Мраз, следната година да му пишеш пиленце да ти купи. Договорено? Да. Ми кажа мене дека ти многу си сакала да шминкаш. Ева сакаше. Ева сакаше? Ја не кеф. Ама ти шминки дека си имала многу. Немам шминки. Немаш? А Ева сака шминкерка да биде кога ќе порасне? Да? Да ја викнеме тука да нашминка нас? Да. Знаеш дека мислиш дека ќе знае убаво или не баш? Ке знае. Готово, ќе ни ја викне следен пат за да не шминка нас. Може? Да. Слушнав јас некој врапче ми кажа, може и тоа врапче што сакаш да ти го донесе следната година Дедо Мраз, дека ти си пеела многу убаво. Дали е тоа вистина? Сите песнички ги знам. Кои сите песнички ги знаеш? Од градинка. Дали сега некоја песничка ќе сакаш да ни кажеш? Да. Ајде да те слушнеме. И ја сакам песничката од Дедо Мраз. Ајде, може, ептена ни е тематска за нова година, така да може Дедо Мраз. Идеме вака 3 за позор 4 да ти кажам?
Ајде, подготвена си? Да. Исправена? Да. Насмејана? Идеме. 3 за позор, 4 може. Дедо мраз, каде одиш во овој час? Дојди ти кај нас, донеси ми играчки, балони, чоколада, бомбони. Дедо мраз, ајде дојди ти кај нас. Честитки. Ти значи ти можеш и 3 работи да имаш. Една работа беше да си играш со другарките, една работа да возиш третините, една работа да пееш. Ја мислам дека ти можеш да имаш 3 работи и мораш да продолжиш да пееш. Како си ја научила толку голема песничка на памет цела? Учителката доста ми ја кажа на нивните мали деца и ни ја кажа на нас и кате ни ја кажа. Како се учат песнички волку долги? Колку пати некој треба да ти ја каже за да ја научиш? Многу пати. Многу пати? Друга нека песничка да не знаеш? Да. Која ти е најомилена песничка? За градинката. Ајде таа за градинката да слушнеме. Градинката наша, домот наш е тој, растеме во игра, пееме во хор. Не грижи се, мамо, не сум дете само, денот игри плете, јас сум среќно дете. Дали си ти среќно дете? Да. Што те прави тебе да бидеш толку многу среќна? Убава. Убаво ти прави? Што ти прави? Вака кога си најсреќна? Кога се гушкам со деца. А кога си најтажна? Не се гушкам. Кога не се гушкаш? Значи некако некоја те гушне малце тажна си. Да. Омилено животно верверичка. Како избра верверичка да ти биде омилено животно? Пошто многу е умна верверичка. Дали си видела до сега некогаш верверичка? Не. Не? А на црта некој дали си гледала со верверички? Не. Па како избра верверичката да ти биде омилено? Ќе Маша и ми е да има верверичка. И многу е сладка? Да. Навистина? Па ти можеш место... Сакам да чувам верверичка. Па тоа се сака да ти кажам, место врапче можеш да чуваш верверичка. Дали знаеш верверичките со што се ранат? Со желатчиња. Со желатчиња? И со оревчиња. И сега ти вака замисли некој ти донесе верверичка. Како би ја сместила дома, каде би живеела, каде би ја ставила? Да живее во некој шише со капаче. Аха, и кога ќе го отвараш капачето? Не знам кога. За храна? Да. А вака ќе ја пушташ малце да се прошета? Да. Навистина? Да. А какво име би дала на верверичката? Сакам да крстам Нина. Нина да се вика, како мене, готово. Значи верверичката ќе биде како па ја кога ќе ти се јавам некојаш на телефон или мама кога ќе ти рече те бара Нина, ти нема да знаеш дали верверичката дали јас те барам. Така? Значи сега за маскенбал, значи годинава ти можеш да се маскираш во верверичка. Си размислувала за тоа или не ти текнало? Не ми текнало. Значи за маскенбал сега може да се има еден цртан многу убав со верверички, ќе го кажам после на мама да го гледате дома. Може? Гледате цртани со сестрите? Да. Да, тебе кој ти е најомилен цртан? Том и Джери. Преубава, најубава принцеза која ти е? Да се облече во жолто и ми е принцеза најубава Барби. Барби ти е. А знаеш која принцеза има жолт фустан? Која? Од Убавицата и ѕверот. Си го гледала тој цртан? Не. Мора да го гледаш. Мене ми е најомилен цртан од Убавицата и ձверот. Дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш повторно? Да. Кој ќе донесе со тебе повторно кога ќе дојдеш? Сакам пак со мама. Пак со мама, а некој другарче? Пак со Александра. Ќе му оставиш порака на другарчињата кои што ќе те гледаат како да бидат толку умни, толку внимателни, толку дисциплинирани како тебе, како да бидат толку добри деца. Што ќе им кажеш? Што треба да прават? Да бојат. Друго нешто? Да си играат. И уште едно? Да возат тротинет. Значи тие деца што бојат, што си играат и возат тротинет се толку умни, внимателни, сконцентрирани како тебе. Така? Да. А сега јас сакам нешто. Да не сакаш нешто мене да ме прашаш? Ајде прашаме. Да ти го дадам ова, можам читаш од тука. Сакаш? Не. Ајде прашаме тогаш нешто мене.
Дали имаш некој батко? Батко, јас сестричка имам само. А како се вика? Борјана. И она е помала од мене. Помала е? Да, и како кога беше мала не ме слушаше, ама сега почна малце да ме слуша кога порасна. Значи ти не кажа дека ти беше многу интересно, дека ќе дојдеш повторно, ама јас сакам сега нешто од тебе. Затоа што толку многу сакаш да се гушкаш, а и јас верувам, сакам еднаш кога се гушнеме да им кажеме чао на другарчињата што не гледаат. Може? Ајде една гушка дојди. Ќе се гушнеме? Да. Ти благодарам многу. Ти мапне се на другарчињата таму мафтим. Речим чао. Чао. А бакнеш да им пратиш? Ви благодарим уште еднашка за вниманието. Се надевам дека и вас ви беше забавно исто како што ни беше на нас. И во овие ладни денови ги пиеме најубавите сокчиња на Витого Соко Горица. А секако се наоѓаме во нашето царство Тимота. Може да ги посетите, да ги сконтактирате, да видите што ново имаат во новата година. Се гледаме. Поздрав!